Значи порано тоа многу го имало, на тоа се залагало, сега веќе тој е голем проблем и ево зародиш една таа голема проблематична тема баш со нивното ментално здравје. Какви луѓе ќе станат ти? Дали асоцијални типови, дали типови што ќе носат одрени психолошки или психијатриски заболувања во себе си. Докторе, како си? Одлично ти кажам. Последно време покрај грипов се чувствувам уште подобро заради обврски и така натаму, ама глобала одлично. Ти како си? Добре. Исто така нешто деновиве, де топло, де ладно е, де ова, де она, малце по-слабо се чувствувам и физички и ментално, ама добре, мислам дека секојаш уживам бидејќи после секој разговор кога го снимаме, гледаме нели секоја недела ако снимаме епизода, регенериран се чувствувам, така што очекувам после ова уште подобро да биде. Се надам дека ќе биде супер, немаш ти сомневање кога станува збор за мене, барем овој дел. Да, и мислам дека баш сакам ќе офатиме тема која што не сме офатиле толку во детали до сега на подкастот, ама пред да почнеме би сакал тебе да те прашам што за тебе представува ментално здравје. За мене менталното здравје представува основа на еден здрав човек. Буквално дека у последно време сите се прашува зашто токму менталното здравје, зашто збориме на таа тема. Па видете, можеби другите држави збореле многу пред нас, со децении пред нас. Кај нас дојде актуелно после ковидот. Зашто таа изолација, тој начин на живот доведе до големи проблематики, не само кај децата, туку и кај возрастните. Таа затвореност, таа социјализација, знаете и сами како се реперкутира врз нас. Сите сме некако поповлечени, позатворени, комуникацијата веќе некако дури ни на гости не сидат луѓето едни кај други. Може би тоа остави голем трак и така натаму, но сепак ќе кажам дека се засегна менталното здравје. Таа социјализација, таа некомуникација, тој немање на тоа сфера на социјален живот некако ги исклучи и ги погоди поготово децата. Возрастните отидоа во делот кој што се психози и психијатриски моменти, а во децата отидоа во аутизам, псевдоаутизам и така натаму. Огромен проблем се јави и екранизацијата. Значи тој период знаете дека се беше онлайн. Се функционираше онлайн. Може би некој општество и порано, само како навидом ќе го кажам фактот дека 97 година американците измислуваат Беби Ајнштајн емисија, кој што е од едукативен кадар, каде што од карактер, каде што телевизијата е носач на едукација. Но не се забележува еден момент дека таа едукација била со човек кој што ќе ја помогне таа едукација, значи со специјален едукатор. Родителите биле обучувани за тоа, додека нашите деца немаше кој нели да ги, него буквално и ние како родители сме некој пат буквално во заблуда кога ќе сакаме своите работи за обврски да ги завршиме, нив ги препуштаме на екраните. Не само на телефоните, тука ќе кажам телевизорите, таблетите, компјутерот, игрите се многу застапени така натаму, и ги воведуваме во една фаза да тие будни сонуваат. Значи, тие деца се веќе во една делта бран, кој што значи дека во будна состојба тој сонува, тој го живее тамошниот живот, тој живее во тој нереален, како да го кажам, свет и тоа првично ни предизвикува кај нас, поготово на нас докторите, голема главоболка, докторите кои што работат со менталното здравје. Јас сум еден од тие лекари кои што работа со менталното здравје како дел на Заводот за ментално здравје кај деца и младинци, Младост, под СИМПО, тоа е подздравствен дом Скопје, како најголема здравствена организација. Верувајте ми дека за овие 4 години од како е ковидот, јас можам да кажам дека над 4000 пациенти имаат побарано помош, поготово деца кои што имаат проблеми со говорот, проблеми со аутизам, псевдоаутизам, проблеми со одредени ноќни мокрења и така натаму, односно проблеми во сфера од менталното здравје. Да, колку е, например, пред да навлезем у тоа, сакам тебе да те прашам, тебе лично, кој некој работи ги прави за, бидејќи ако некој знае зошто е потребно и зошто е важно менталното здравје, тоа би бил ти и другите кои што се занимавате со тоа. Кои се некои работи кои што ти секојдневно или неделно или месечно ги прави за да те одржат во некој добар колосек, да не ти дозволат да паднеш? Така. Пред се ќе кажам дека во Заводот за ментално здравје работам со тим.
Тимот е основата на се и добар тим значи и победа. Нели, да ги надминеме и сите проблеми и сите несакани моменти кои што може да ни се случат за време на третман на тоа детенце, нели, кое што бара помош од нас. Тимот ни се состои од педагог, психолог, дефектолог, логопед, дури социјален работник, кој што, нели, како тим формираме одредено мислење, формираме една диагноза која што е многу потребна и подоцна ги знаеме чекорите. Јас дури воспоставив протокол Андоновски, веќе го крстам, каде што со одредена процедура покрај, нели, работата со дефектологот, логопедот, педагогот, психологот, нели, па дури психијатар се вклучува, се дава и одредени лекарства, обично се витамини, да знаете дека во наша сфера многу со лекарства не баратаме, ги нема не само кај нас, ги нема во целиот свет, се е во експериментална фаза или поготово за аутизмот која станува збор. Јас ќе кажам дека таму имаме премногу работа врз тоа дете. Дури јас на времето кажував дека до 12-та година може да се даде шанса на такви деца и испадна точно. Не оти нешто друго, сум ги читал сите тие работи. Ќе кажам дека црпам енергија од тимската работа. Црпам енергија од помошта што ќе ја дадам на едно дете. Црпам енергија од тоа што ќе видам радосно лице кај тоа дете кој што е со толку годишен проблем да кажам и подоцна кој ќе дојде ќе ти ги каже првите зборови или ќе ти израдува со една очна гестикулација или првичен контакт со очи, бидејќи обично знаете децата со спектар кој што ќе дојдат со АСД спектар, односно спектарот од аутизам, немаат очен контакт, имаат алалија или отсуство на говор, во свој свет живеат, фокусирани се околу редење на коцки или такви работи, немаат игра, немаат социјализација и веќе според таа скала како ни се качува, особености, не джвакаат цврста храна, јадат еднолична храна, не препознаваат бои, не препознаваат лица, не ти се врти на повик и така натаму. Кога ќе го видиш тоа едно детенце така сработено, добиваш таква енергија, таква среќа да продолжуваш да те тера и понатаму работата да го правиш тоа што знаеш која е мојата максима, таа е се за децата. Тоа е сега и ние го правиме се за децата. Да. Од каде тоа се за децата? Од каде доаѓа таа идеја да се започне сето тоа и зошто се јави на пример тој свет? Ајде вака сега, кога ги имав првите почетоци во педијатријата, нормално, работата со децата во мојот старт беше првично стресна на некој начин, затоа зашто ја не знаев со што се среќавам у тој момент, нели навикнат на можеби малку погруба медицина, нели хирургијата ми беше првиот фах, бидејќи мојот родител беше хирург, и јас така започнав, но подоцна со работењето во сферата на фармацијата добив контакти со педијатријата. Работев една храна за деца, работев препарати со деца и така некако влегов во педијатријата, се запишав на специјализација педијатрија и првичниот контакт ми беше, можам да кажам, дури со солзи и со плачење, затоа зашто работев со тешки деца. Првата и љубов што ми остана беше неврологијата, нели детската неврологија кај децата. Работев со дечиња кои што имаат епилепсија, дечиња кои што имаат мозочни тумори, дечиња кои што имаат вакви проблеми од овој тип и така натаму, и ми беше се уплач. Значи првично не знаев како да се снајдам, затоа зашто верував дека нели не може тоа на секој да се случува, а уствари се случува. За жал подоцна наредниот турнус ми беше онкологија и така некако дур мојот ментор не ме препозна, професор Дума, Филип Дума, кој што ми рече: "Ало, ти ако продолжиш вака ќе ти отиде, нели, друг правец ќе отидеш, нели, нема да отидеш у педијатрија, ќе отидеш у психијатрија." Да се насмејам, ама така и беше, дури не сватиш дека е рутина на некој начин, но и е љубов. Кој ќе ја стекнеш првата љубов првично кон децата, а подоцна нели кон работата што ја работиш, веќе нема да имаш табу теми, веќе ќе имаш и енергија ќе црпиш. Подоцна правецот ме однесе до таму да по завршувањето на педијатријата, специјализацијата, некако патиштата ме одведоа да ја добијам првата поголема раководна позиција како директор на детска болница Козле, која што беше пулмолошка болница, каде што се среќаваме постојано со пациенти, нели, требаше се управува такво нешто, и најголемиот испит стигна кога дојде моментот со ковид. Бев ми ковид центар, значи таа болница беше ковид центар, бараше многу работа, се среќаваме секојдневно и со живот и со смрт. Стравот беше многу голем, вие знаете дека бев и дел на комисијата за заразни болести, каде што постојано и го молев и Бога, а и го кажував тоа јавно пред медиуми, не плашејќи се дека децата се најмалку засегнати, благодарение нели на Бога и на нивниот кревок и неистрошен организам, па така да болеста не направи посебни проблеми нели во нивното здравје. И некако гледајќи го сето тоа, ми настана таа максима, бидејќи ја навистина се правев за
децата. Ќе кажам дека првите донации на таа болница од јапонската амбасада, од германската амбасада, од американската, од било што беа наменети токму за децата. И некој таа максима ја произнесов и во мојата работа, ја вродив како плод, ја ставив дури на носач медиумски, значи да има и сајт се за децата, да биде максима кој што ќе продолжи како проекти понатаму. И ова се што го правам, секое мое предавање завршува со таа максима се за децата, бидејќи и на идните генерации на младите ми објаснувам дека ќе завршат школа, ќе се вработат, ќе почнат и ќе почнат да формираат семејство и ќе сватат во животот дека се што ќе прават понатаму ќе прават за своите деца, а децата се нашата иднина и така таа максима еве се уште ден денеска, фала Богу, продолжува и живее. Да. Што опфаќа се за децата? Што опфаќа, еве, моментално ти спомни, работиш со тим и работиш со деца, Така. ама еве ако некој се отиде на вебсајтот и бара се за децата, која е целта и како Целта е Ѓорѓи совет. Да. Пред се совет. Може би некој ќе каже у денешното време кога материјалното многу повише се збори за материјалното отколку за духовното, луѓето ќе кажат овдека нешто се плаќа. Не, напротив. Тоа е чисто заради како да кажам спонзорите кои што може би го спонзорираат и на кои ќе ти кажам не постојат спонзори на самиот сајт. Јас си го одржувам, си го чувам и се грижам затоа зашто советите се највеќе таму како медиум се поставени сите горе доле мои емисии кај што сум учествувал како лекар специјалист кај што ги давам советите. И родителите дури да не ме прашаат, нема да ме наоѓаат обавезно, тоа да знаеш дека креам телефон на секого барем кога станува збор за деца и проблеми, или ќе вратам со порака, или ќе одговорам со текстуален дел и така натаму, советите се најбитно нешто. Јас ќе се навратам во еден период кога моето синче помалото имаше баш проблеми со говорот. Дури до своја 4-та година не беше ни кажал, ги имаше основните некои зборови, ама тоа беше нешто кратко, каде што секој родител, како и јас, нели, како и сите други родители, ќе го помислат и најлошото, нели. Гледаш дека не напредува, се сомневаш, нели, у таква болест која што викаш од каде, пошто обично е да кажеме 99% генетска болест се докажа дека и аутизмот и одредени вакви проблеми со говорот, нели, стално викаат старите, и татко му не збореше до 4 години. Нема врска, јас прозборен од 9 месеци, затоа и сега не престанувам да зборам. Али ми беше малку тешко и чудно, но не го заборавивме фактот дека мојот син беше подложен на екранизација. И јас некако, нели, како специјалист, како маце потака на некој начин до одредена граница сигурен у себе и во професорите кои што, нели, ме уче и ме воспитуваа за да бидам добар у ова што го правам, сите кои ќе го видеа и ќе кажа ништо немој, нели, на детето. Кој бе, чим кажа здраво, супер, нели, ама не беше таа реалност. Така да борбата почна од тогаш, да ние немавме кој совет да ни даде, значи не се тогаш збореше толку и толку за таа тема или не знам како и да сватиме дека се е во стимулацијата. И токму тие совети како јас што ги немав како родител, сега се достапни на родителите, јас тоа отворено и го говорам и го кажувам на сите, баш токму поради таа причина дека јас го веќе поминав тој пат. И некако, фала Богу, не испадна, нели, најлошото, нели, на некој начин беше проблем во говорот, нели, бидејќи имаме и ние такви со екранизацијата се суверивме дека стига дека проблемите у говорот, дека децата постоја веќе појава на билингвалност. Децата перфектно говорат англиски јазик и тоа граматички исправно, дури го пишуваат. Без акцент, без ништо. Да, апсолутно, дури меѓу себе комуницираат на англиски. Светот на игрите ги води во еден друг свет, да тие комуницира со цел свет, со виртуелните другарчиња, ама таму се говори на англиски, нели? Знаеме дека интернационален јазик е, ама македонскиот е нашиот јазик и тука доаѓаме до првите проблеми со училиштето, нели? Да. Кога отсуствува тој говор, нели, тој јазик наш македонски, а тој треба да општи на македонски со своите учители, професори и така натаму, тогаш се поистоветуваме на тоа и се навратиме на тема дека буквално стимулацијата, работата со педагогот, со логопедот, со дефектологот си вроди свој плод. Еве ќе кажам дека моето дете, иако е 10 години, се уште заради македонскиот одиме на логопед. Англискиот не ни е проблем, редиме петки по англиски, по математика, ама македонски е проблем, што вика како бе може на мене само македонски да ми е проблем. Тоа е таа екранизација што доведе да појава на билингвалност кај децата,
пандемијата доведе до многу проблеми кои што јас ги искусив и сакав да им пренесам на родителите да не го поминуваат и тие толку трновито и лошо тој пат, него веќе да имаат информација од прва рака и затоа и тоа се за децата им е како еден вид на помошно помагало, да. Прирачник, како Да, ќе се навратам дека досега зад себе имам напишано 2 книги, ја спремам третата е ексклузивно кај вас кажувам, баш аутизам за кај децата во предучилишна возраст и училишна, како да се справат со тоа. Првата книга ми беше педиатриски прирачник, напишан со група автори кои што се имиња во педиатријата, беше како прва помош на родителите. Секој таа книга требаше да има и ја имаат. Радосен сум што уште се продава на некој начин. Немаме реклама некоја посебна и така натаму. Втората книга ми беше Развојната патека, каде буквално секој родител ќе отвори таа книгичка, ќе види неговото дете како се развива од 0 до 6 години, кога треба да ги има првите зборови, кога треба да прооди, кога треба да прогугла, кога треба да се стави ваква храна, кога треба онаква, кога треба да се трне млекото, се вклучи млеко и така натаму. Тоа е вторијата прирачник, а за третата ви ја најавив тука дека баш буквално оваа тема што ја работам, а тоа е аутизмот, сакам да ја опишам и да биде пак повторно како еден вид прирачник за родителите кои што имаат веќе реална и искрена мака со таков проблем. Да. Спомна екранизација. Спомна и колку е само проблем кој што денеска го гледаме, не само и кај малите деца, кај секој еден од нас. Дали сметаш дека тоа е најголем проблем моментално што се случува со деца, а кој што влијае на менталното здравје, или има нешто друго кој што исто така влијае на ист начин или секако различен начин, но со исто влијание? Пред некој ден влегов во еден многу интересен проект благодарение на еден умен млад градоначалник, каде што започнаме со предавањата во училиштата, во школите кои што се основни и средни училишта. Значи сега ги офаќаме возрастите 8-9 одделение, прва година и така натаму, пак идеме после втора, трета и четврта, малку да им се вреже тоа усеќавање да им остане. Јас имам предавање баш токму кое што се вика ментално здравје кај децата во училишна возраст и офаќам 7 постулати кои што секое дете треба да му бидат врежени и од што настануваат овие проблеми кај нив. Како прво сум ставил семејството. Семејството е зародиш на сето она што некој дете ќе го научи, ќе го види. Кај нас доста се девастирани семејствата, нарушен е односот семеен кај сите, буквално проблеми има, проблем со разводи. Тоа влијае на менталното здравје на децата. Кавгите внатре во семејството, недоразбирањата, проблемите и така натаму, лошо време, значи имаме и сиромаштие веќе, капитализмот е таков и така натаму и така натаму. Сето тоа влијае како семејство. Неразговорот помеѓу родителите, неразговорот и комуникацијата со децата. Значи децата немаат сигурност дури да поразговарат со своите деца. Значи порано тоа многу го имало, на тоа се залагало, сега веќе тоа е голем проблем и ево зародиш една таа голема проблематична тема баш со нивното ментално здравје. Какви луѓе ќе станат тие? Дали асоцијални типови, дали типови што ќе носат одрени психолошки или психијатриски заболувања во себе си? Да, знаеме дека 99% е генетика, но веќе се гледаат таквите работи. Втората работа го ставив средината во која што живеат тие деца. Значи, гледаме какви се денешните средини, какви се нивните другари, дали воопшто има некакво другарство. Мојот прв слајд е баш она дечиња гушнати, знаеш, на кафатени, сите прегрнати, им реков дека основата на се е другарството. Значи, мораш ти да стекнеш удоверба. Ако не ќе да се дружиш со некој, не мораш да се дружиш, ама ќе најдеш тој кој што ти одговара и кој што ќе те носи понатаму, нели во животот, да ти биде позитивен, не да ти биде негативен. Трета работа ставив екранот, токму тоа што го збориме, дека и екранот е огромен проблем, дека и ние како возрастни веќе сме зависници од екран, кој што веќе живееме у тој нереален свет, кај што ни се прикажани многу информации, поготово кај децата. Многу информации кои што не треба да ги знаат у таа возраст во која што ги гледаат. И тоа можда многу понегативно влијае врз развивање на нивната свест. Ќе кажам дека влијае до таму да тие почнат да се угледуваат на другите деца или на другите богатства или дека не треба да учат школа, дека има многу богати без школа и така натаму. Се менува светот, видоизменет свет, а не е реален или не е реална таа ситуација, па имаме големи
голем проблем. Четвртата работа беше булингот, веќе булингот е многу застапен во, иако ќе кажам дека тој не е никад не искоренет, тој постои од памтивек, но треба да биде искоренет на вистина, токму поради причината дека тој булинг, ако некој е жртва на булинг, утре може да биде и тој кој што врши булинг. И обратно, тој кој што вршел булинг може да биде жртва на булинг, тоа треба да го разбере дека се во животот се на некој начин враќа, дека животот е едно тркало и е округло и може да му се врати се до тоа, но булингот создава и многу болни фрустрации кај тие деца, па да им кажував пример на учениците за во врска со тоа што се случи у Србија, што се случи во секаде свет, дека дете кој ќе му се промени личноста и кој ќе отиде веќе во тој психолошки или психијатриски момент, дека веќе крева рака и на сите тие дечиња и тие може да бидат жртви, нели, од тој булинг, од последица на тој булинг. Така да и тоа е многу опасна тема која што сакам да биде искоренета во Македонија. Треба булингот да заврши, тој треба да заврши у самиот зародиш. Треба да биде кажано серијално, не да се ќути, да се крие. Петата тема беше социјализацијата, која што не е кај нас, буквално сме ја изгубиле социјализацијата, децата кои се дружат, сите се на телефони, никој не гледа, не прави муабе, па и ние возрастните, еве ќе седнеш во кафејана или така натаму, ти пак гледаш у телефонот. Другите зборат ја на телефон да вратат на порак. Ајде да се стикнеме, тоа е некој момент, ајде да се стикнеме, еве се стикнеме, да ќе ставиме, готово сме завршиле работа. Не е така. Седмата тема беше баш онаа тема која што шестата е прескокнува, бидејќи е сфера од училиштето. А седмата тема беше токму да секој од децата, значи од идниве генерации, си поставуваат прашање, неколку прашања. Кој сум? Што сакам од себе, што треба да правам со себе и така натаму. Секој утро кој ќе се погледа на огледалото, без разлика на тоа, значи на возраста, треба да си ги одговарат на некој начин тие прашања. Не секој може да стане пилот, ама може да стане добар доктор. Не секој може да стане добар доктор, може да стане добар адвокат и така натаму. Треба да се објасни на популацијата да не ги учиме своите деца да гледаат кај комшијата, него треба самите да си го гледаат својот собствен двор, така да напредува, да се дружат и да гледаат, да создаваат кохерентни личности покрај себе, кои што ќе им влијаат позитивно. Затоа рекова, не да ги влечат наназад и така натаму. Така да многу има работи, освен генетиката, ти реков дека као генетика кој што е проблем во овие токму ментални проблеми кај децата, другото се што го спомнав е застапено и тоа е проблем. И треба навистина да се делува и да се работи и тие деца се подсетуваат на она све што работат и што прават и да им биде нешто како звезда водилка понатаму. Едукација добра на наставниците, едукација, па и на родителите ќе кажам, нели, бидејќи јас како прво го спомнав семејството, дека се потекнува од семејството. Секоја зародиш на секаков вид проблем или и успех е од токму од семејството. Да, па не за џабе некој ќе каже, ајде, кај ќе идам на терапија, ќе ме тераат да зборам за моите дома или мои така. Се започнува таа некоја основа која што ја добиваме дома, па после нели надвор, пред зграда, па у школа, па во моментов доста време посветувам на гледање, читање и слушање на работи баш за тоа другарство, кое што мислам дека е многу заборавено и колку е само важно, бидејќи кај нас нели повеќе се обрќа внимание на романтична врска, еве и за семејството до некаде, ама никој не зборува колку е само важно да се има тоа другарство. Сега, што би му рекле вие, што би му рекол ти на некоја дете кој што вика кај да најдам другарија, никој не ќе со мене да се дружи, што да направам, как дома сам сум. Так. Обично нема да идам до таму да кажам дека секој пат таа психолошка подлога или таа помош психолошка е потребна, ама таа психолошка помош е првично во семејството. Значи, ако родителите се социјални типови, веруваме дека Ѓорѓи дека и детето ќе стане. Значи, тој се угледува на своите родители, тој ги учи тие работи од нив, тој не може да отстапи нели од доската, освен ако не е препуштен сам. Да, ние како првично ќе ви кажам како основна терапија на сите деца кои што имаат поготово проблеми со менталното здравје, ги прашуваме родители дали ова дете посетува градинка, дали ова дете иде у забавиште, дали ова дете тргна у школа или дај да видиме зашто не тргна и така натаму. Значи првичен момент е социализација. Го носите ли ова дете во игротека?
Дали го носите ова дете барем негде да се игра, дали да шутира топка па покрај деца. Сака ли дечиња? Значи, едноставно, нели, родителите мораме да ги прашаме за да добиеме некаква си анамнеза од нив, за да можеме и правилно да го поставиме протокол. Значи, да знаеме како делуваме. Советот секој пат од мене, како што наведов во темата што ја предавам, нели, сега во една општина наша македонска, каде што буквално треба да им дадеме веќе поука и на тие деца млади, дека другарството е најбитно. Ја затоа реков дека еден од слайдовите кај мене беше, и првиот слајд е баш токму гушнати дечиња, тоест она, како ја кажам, другарски момент, нели, каде што сите се гушнати, сите сакаат и бараат другарство. И затоа токму тогаш им објасни дека не мора да, еве баш тоа е овој слајд Ѓорџи, каде што еве гушнати се сите дечиња, цела екипа, тоа е фактички тоа другарство, тоа не е нешто посебно. Но да се изберат другарчиња, да создават другарчиња кои што им одговараат на нив. Не секој пат ќе бидат подударени во секој, но некој пат ние ги сакаме луѓето и заради нивните мани и треба да им ги прифатиме. Тоа е многу битно, каде што постојано треба се говори. И тие деца, и тие наставници, и тие родители, што реков пред малку, само да се повторам, дека навистина треба сите да имаме едукација. Значи, ова време не однесе во некој правец каде што ние сме закопани со информации, премногу информација не ги спроведуваме. Значи, ни се бришат од фолдерите за да може да прифатат сето она све што го гледаме од овој виртуелен свет. Значи, никако да го некој сака да го пренесе во вид на предавање, во вид еве на вакви емисии. Мене, јас сум радосен кој ќе се појави на било каков подкаст или емисија каде што слободно можеш да објасниш и да им укажеш на луѓето со што све се среќава, дека не е светот во телефоните или во телевизијата, дека навистина треба да слушнат и нешто што е поминато, што е емпирија, тоа е искуство. Тоа е најбитна работа. Да, и да имаме повеќе простор да разговараме на овие теми за да Апсолутно, може да предмалку реков дека основата на сите искоренување на сите проблеми е разговорот. Не постои нерешлив проблем. Проблемот се решава само со разговор. Да си најдеш свој на некој начин сопаталци, нели, кои што го поминале тој проблем и така ќе изнајдат решение. Повеќе глави заедно даваат и подобри резултати. Една глава сама не може да стигне до вистинскиот. Да, па една прачка е многу полесно да ја скршиш која е Отколку сама, сам. која има Да. повеќе, не се крши толку тешко. Која е некоја така заблуда, бидејќи сигурно работиш и со родители, и која е некоја заблуда која некој ги ти каже, ајде ништо не моја, или не знам, еве, ти би знал повеќе, ама заблуда која што представува како реална пречка за едно дете, па и еден човек да побара помош, да најде помош, да си помогне сам на себе. Така, прво да ти кажам, прво тргнав од себе си, кога кажував, нели, за мојот помал син, дека не секој родител сака таа реалност да ја прифати. Нели, дури се убедува и знаеш што, овој нешто кажува, нели, у тој смисла. И ти имаш автоматски проблем со родителот. Тој е убеден во нешто друго што не е точно. Значи, тоа го прави и самиот мозок, не е тоа, како да кажеме, човекот живее во заблуда, се заблудува дека има нешто, да, има нешто што ти го тераш. Тие се радуваат кога ќе има и ехолалија кај дете, тој ќе му каже чаш и оно вика чаш. Тоа е убаво да го повтори, ама после го прашаш што е ова, он не знае што е, нели? Не ги разбира зборовите. Јас покрај со децата работам прво и основно со родителите. Родителите ми се на мене највеќе проблем на убедување. Не е детето. Детето, ако родителите се убедат како што треба, ќе го спроведат мојот протокол. Ќе го спроведат нашиот протокол. Протоколот кој што носи успех. Ако не, тогаш детето ќе стагнира. Тоа да знаеш дека нема да напредува воопшто напред. Така да, ја ако имам 10 пациенти денеска, плюс по 20 родители, пошто обавезно доаѓаат, не ги говорам разводите, пошто ние работиме и со разводи и такви работи, ќе кажам родителите се по 20, значи да слушни едниот и другиот, за да нема овакво нели одредени недоразбирања, па рекол докторот или не рекол. Тоа ти се 10 деца, тоа се по 20 родители, 20 родители, 10 деца, 30 луѓе у еден ден, у еден мах, како да кажеме, но мора да работам со родителите. Мора да им дадам и да им предочам што се може да се случи со тоа дете доколку не работат. Ние брзо го осознаваме сето тоа, дека ако не го следат протоколот, имаме уназадување на способностите на детето. Или тоа дете апсолутно па нигде или тоне, има враќање, значи се враќа уште повеќе наназад. И тоа одма го гледаме. После тоа може да направиме и ЕГ, на кој што ќе ги видиме одредените параметри на кој што работи принцип мозокот, дали има одредени избивања, ширез бранав комплекс кој што му прави одреден проблем за комуникација и такви работи, но
глобала, јас ќе кажам дека 90%, освен проблемите кои што се кај деца со епилепсија, пошто има една студија што ја правевме во Заводот за ментално здравје, каде колку е поврзано ЕЕГ-то, тоест работата на мозокот со децата кај аутизам, какво е нивното ЕЕГ кај нормалните деца, ја ќе кажам дека екранот е многу поопасен од епилепсијата. Епилепсија знаеш дека и се третира, и се лекува, и се дава соодветно лекарство, а кај екранизмот нема соодветно лекарство. Таму лекарство е гасење на телевизорот или на телефонот. Да, кога сме веќе еве пак на екранот се враќаме, што би еве секој слуша родител, што би му советувал како да не знам, кога да му даде телефон на дете, кога, како да се однесува со тоа дете? Да, дури Светската здравствена организација, уште поодамна пак ќе кажам, ни увек доцни. Ќе кажем, тоа не е заради нас професионалците, тоа е заради тоа што одредените категории кои што треба да го сето тоа што ќе се слушни ние што ќе го кажеме да го пропишат и да го дадат во некоја си хартија на законска форма и така натаму, ќе бевме во ред. Ама никој тоа не го сака. Најверојатно нели луѓето кои што се борци, кои што се им штрчи главата на некој начин увек им ја кратат, нели па за токму се на ова дередже сме дојдени да функционираме така. Ќе кажам дека од 0 до 3 годишна возраст не треба никаков екран да се даде детето. Дури никога јаде, нити дури кога, не знам, иде по мала нужда или голема нужда, никога е на нокшир, никога не треба да се дава телефон или екран воопшто. Од 3-та до 5-та година се става само на 15 до 20 минути. И после тоа, зависно, го спомнав нели проектот американците што го имаат направено во врска со екранизација, ама едукативна екранизација за да нивните деца кога имале тие проблем со говорот, тие ги учеле. Ама покрај тој телевизор, покрај тој екран кој ќе се појави патче, неговиот едукатор му кажува патче, како прави патчето, кај нас тоа го нема и треба да биде тоа насочено. Тоа треба да биде со насока, со едукатор, со човек кој што ќе биде покрај него и ќе му го кажува, нели сето тоа. Така да јас да ги кажам нели протоколите кои што се зададени од Светска здравствена организација дека од 0 до 3 никаков екран, од 3 до 5 барем 15 на минути колку да го ведеме, а подоцна се што ќе идеме во едукативен смер да биде заедно или со родител или со едукатор, нивниот наставник или така натаму, кој што ќе биде способен и сватен како треба да се работи со такво помагало, бидејќи екранот е сепак прозорец кон светот, но во контролирана временска нели должина. Да, еден од најчестите коментари, иако разговарам и со пријатели, со луѓе, па сега дали ќе биде проблем за детето ако на пример нема телефон, доаѓа во основно училиште, сите другарчи имаат телефон, тоа дете нема. Видеј, ја ќе ти кажам една работа. Бев на еден многу убав голем конгрес педиатриски во Хрватска, каде што вечерта кога одмарав во својата соба, пуштам телевизор и на телевизорот главна вест во Хрватска беше дека телефоните на сите ученици доле им се одзимаат уште на самиот влез. И крај на приказна. Значи, тој може да го користи телефонот ако дојде, не знам, мамо ме боли стомак или така натаму да се јави, ќе му го дадат сигурно телефон. Но дуре во просториите на училницата, тоест на училиштето, тој нема да го користи. Кај нас сето тоа се уште не е воведен. Јас ти кажувам што Хрватска направи, дека одредени општини, тие се сепак Европска унија, нели, еве и ние можда некоја деценија понатаму ќе станеме, значи буквално тие веќе си ги имаат тие протоколи и не е тешко да земеш да препишеш протокол од една држава и да го прилагодиш на наши услови. Не е воопшто тешко. Ја не знам зашто од секај нас се прави проблем, баласт, не знам вака така и на крај не знам ќе искочат можеби у наводници најголемите умови и на крај нема ништо да се случи. А као све е утврдено. Така да ти кажам дека буквално има начин како сето тоа да се нели среди како проблем и да се апсолвира. Значи одземањето на телефоните е баш решение, затоа зашто нема да се дружат тие со телефон на одмор, него ќе се дружат со своите другарчи. Тек тогаш ќе дојдеме до една тема што ја збориме, дека другарството ќе биде најбитно и како еве сега више нема веќе книги, сите су електронска верзија, не знам ово, но
Хартијата е хартија, не. Да. Сепак е носач, сепак е некаков си момент на авторитет за знаење. Не е само, да, се слагам дека во модерното време си го носи своето, но сепак еве пак се уште се читаат лектири, пак може да земеш од книжарница книга и така натаму и така натаму. Пак ќе кажам дека и ние сме тие кои што на нашите деца треба да им ги пренесеме како здравите навики, така и здравото однесување. Да, ја го имав таа ситуација, тренирав, мислам, уште сум тренер во средно училиште, имавме турнир во Литванија и сега цел ден ние поминуваме во школа, играме, Така. од сабајле нели во хотел, ќе јадеш доручек, таму си цел ден, се враќаш навечер пак во хотел. Ја им кажав, единствено правило што ќе биде ова викенд за нас беше 3 дена поминавме, штом стигнеме у школа, ја ви ги земам телефоните. И пази се, јас зборам за деца кои што се средношколци, Така. кои што они не знаат живот без телефон, не знаат, па ама коуч снапстрикот ќе ми го снема, па ако не им вратам. Ви кажувам уште од сега, ви го зијам и ви го враќам кога ќе стигнеме назад у хотел. И што ќе правиме? Па ќе се дружите, ќе гледате други како играат кошарка, ќе зборуваат. Знаеш колку едно само ми помогна тоа да има подобра хемија во екипа, да деца се дружат зами, па гледаат, па навиваат заедно за друга екипа, па 7-8 сати без телефон. За голем дел од нив прв пат после не знам колку години тоа да им се деси, многу позитивно влијаеше и никој не се побуни да каже коуч. Точно. Многу лошо направивте што не ни ги дававте телефони. Јас и ти имавме искуство да заедно бидеме рамо до рамо во тимови. Јас како лекар, ти како тренер. Знаеш дека основата на таа хемија, да се роди таа хемија, токму комуникацијата што имаат меѓу себе, тоаш не преку телефоните. Да, кога ќе се слушнеа, да идеме на тренинги и такви работи е една работа, но одземањето на телефоните како медиум за да не им се одзема внимание. Земањето на фокус е многу голем проблем, поготово кај спортистите, кај децата кои што треба нели да бидат сконцентрирани на било каква утакмица и така натаму. Затоа тој карантин е препорачен увек кај сите спортисти. Ама ете, тоа е некоја друга тема што може да ја дискутираме, а сепак зародишот е токму доброто ментално здравје. Да, Значи, ама да и знаеме на што крај да правиме. крајава тоа е можноста дека може тоа да се направи. И не знам, сум имал други ситуации кај што цела недела на кампови немам телефон цела недела. Можеш ако нели тие што еве наставник у ваква ситуација, окей, ако треба да се слушнеш, ќе се јавам од твој телефон, ќе пишам ама можно е тоа мислам кај нас и доаѓаме до тој степен зошто некои работи не се менуваат и зошто каскаме 10-15 години за дека не веруваме дека може нешто да се смени. Па, затоа пред малку кога дискутиравме реков, родителите се тие кои што им ги пренесуваат здравје. Ако родителот рече да, тебе ќе ти биде земен телефонот и си го служаш тренерот, тогаш и детето ќе свати, а не ајбе остави го, ти ќе ми се јавиш на мене, тато тебе ќе ти среди работа, што ти се кираш? И така натаму така градиме и нездрави, нели општество и идни наградиме така нездраво. Ако не им дадеме здравите навики на нашите деца. Да, кои се, јас, еве, гледам сам за својот живот и знам колку ми помогна вон школски активности. Колку се тие важни за еден развој на децата. Така. И кои се некои работи кои што еден родител треба да ги го подбутне своето дете надвор од тие школски активности, часови, учење, се тоа, да им помогнат со самиот развој на своето дете. Апсолутно дека најбитна работа од како детето ќе се осозна и ќе почне да може да функционира и да комуницира, дека се тие ваншколски. Дека зашто? Создаваш навика. Значи кај нашите деца нема создадено навик. Ретки се тие родителите кои што избираат децата да имаат нели англиски уште еден јазик или два јазика, не е битно, да идат на спортска активност и тоа е ваншколска активност, да идат на брзо читање, брзо учење кој што ќе им помогне во учењето. Многу малце луѓе и родители тоа го спроведуваат кај своите деца, а е многу потребно. Од која причина? Репетиција е матер студиорум, повторувањето е мајка на знаењата. Ти ако им на децата дадеш здрава навика дека тој треба да учи и ван школа, не да има некаква обврска, плюс додатно ти мозокот е здрав и функционален дур работи. Ако го утупуваме мозокот, а со ова го утупуваме, нели зборевме за екраните, тие активности се многу важни. Дали активност од физички карактер или активност од умствен карактер е многу битно за неговото понатамошно живење и творење.
Значи, кај деца кои што имаат обврски, кои што имаат задачи, тие се и многу поуспешни деца и знаат и сакаат. Ја ќе кажам, да, порано имаше разлика, повеќе девојчињата беа тие нешто, ние машките како малку потупи, не е битно, не функционира, нема веќе разлика. Значи, битно е од родителите. Дали нивното дете, тоа што го зборевме пред малку, ќе си го убедиме дека тоа треба да има активност и му е потребна, некој пат и потребна. Значи, овие деца нашиве што еве со овие деца што работам, значи тие мора да идат на дефектолог и на логопед. Ако не одат на дефектолог и логопед, немаат напредица. Но дефектологијата и логопедијата ги става во рамка и ги прави да се постојано тие деца во задача. Тие деца учат цел живот после. Нели, првото држење на пенкалот, тоест на моливот или пенкалото, боицата, движењата, моториката и све, тоа им останува, им се врежува. После тие немаат никакви после проблеми со граматиката и граматичките изразувања, знаење на ставање на интерпункциски знаци, што сега е проблем. Сите ние пишуваме порака, ајде без ни запирки ни точки и така натаму. Тука е тој момент дека тие ваншколски активности се многу битни за секој дете, па и дури за нас, и ние треба да имаме ванработна активност, да. Да, ја тоа секојаш викам, една од работите, нели, со ковид, кое што барем ја го видов како голема потреба и среќен сум што се истакне таа некоја физичка активност. Да. Бидејќи, да, не секој дете, поготово кога збориме за раст и развој на дете, не секој дете, 99,9% од деца нема да станат професионалци у било кој спорт да го почнат, дали тоа е пливање, кошарка, фудбал, ама секој едно тоа дете кое што ќе се занимава со некој спорт или некоја активност и умствена активност, без разлика тоа дали бе шах ќе игра или на математика ќе оди или... Тоа е здрава навика. Ќе воспостави некои навики кои што понатаму ќе му служат, без разлика дали тоа стана збор како да функционира во сетинг на екипа која ќе доеш да работиш, тебе ти е јасно веќе, ја ова го поминав кој играв кошарка у средна. Така баш, затоа викам, во една здрава средина, меѓу здрави деца, нели ментално здрави, ти си го постават и ова токму прашање како си. Другите не знаат да го постават тоа прашање, ќе ти кажат 1000 други зборови, ама нема да ти кажат како си. Нели, бар да те прашат како се чувствуваш, што ти е, што имаш под тука е тоа дружењето, тука е основа. И пак ќе се навратам дека сите седат другарчиња у кафич и од четвориците се на телефон. Или од 4 девојчиња, 4 се на телефон. И нема комуникација, нема дружење. После ќе се упознаваме преку Инстаграм, Фејсбук или како и да е TikTok, не знам веќе колку ги има. Да, имаше еден инфографик, баш пред некој ден ми искочи, каде најчесто партнери се запознаваат и порано, нели било преку луѓе, на настани, во... Така. Сега веќе, проводачи. последниве 5 до 10 години, апсолутно. Социјални медии. И едноставно тоа е начинот на кој што живееме. Тоа е погубно, тоа е погубно. И не води баш тоа. Тоа е погубно. Тоа значи дека никој пат не можеш реално да ја спознаеш сликата, ќе влезеш у некоја врска која што може да биде и штетна, ќе се случат и одредени работи дека за таа слика не можеби стои нереална личност, поготово кај дечињата е тоа голема опасност со кого комуницират и така натаму, не ти знаат со кој. Па не може да се упознаат и меѓу себе да си ги разменат, вика едно кутре ќе земеш од некаде, ќе треба да знаеш како му е педигрето. Вака не се знае ниту педигре, ни од кај поттекнува ништо, а тоа е многу битно за понатаму. Да, и после тоа кога зборевме за булинг, имаш сайбербулинг, кој што е апсолутно имаме, да. И остава, ајде сега, булингот е лош на секаде, ама сайбербулингот е... Физички, да, ние стално збориме. На неколку поделби има булингот, физички, ментален булинг и социјален. Да. Каде преку социјалните мрежи, па добро, ние сме сведоци дека политичарите највише знаат, тие се најбулирани. Дури за жалење се шала, но треба да се свати дека булингот постои. Значи секој она вреѓање значи и некој вид на булинг, без разлика дали го познава човекот или не го познава. Али кај децата тоа е многу изразено. Бидејќи им се навредува се, може би не можат се уште да сватат и таа суета врви, затоа реков ти учат нешто од своите родители и ја стават суетата пред се.
Значи тие мислам дека стануваат суетни суштества затоа зашто родителите кој бе на тебе ќе ти ово, знаеш, го прави да е нели сирен или не знам каков, а во спротивно не треба така. Треба да е кроток, треба да ги знаеш како треба да ги перцепира и да биде тотално сконцентриран и фокусиран за да прими како сунгер многу работи, а не да биде експлозија и така натаму. Да, може експлозивност спорт да се даде и така натаму, но кога станува збор за живот, буквално треба првично да учиме, па после да ги спроведеме сите научени работи. Да, и тоа е, на секој на нас не треба некој вентил, така, да се издуваме, да одиме, окей, ќе трчам, ќе удирам у вреќа, ќе така. шутирам, што е идеме на утакмици. Да, ќе се дереме, Ќе се дереме, знаеме да се дереме, не бива и така. Ама после тоа кога ќе ја така секогаш, ја и сам знаеш, фан сум на Партизан и се Апсолутно. тие 2 сати, да, ќе се нервирам, ќе викам, Затоа сме црно-бело, ја ти увек да. Нормално. Ама после тоа многу ми е полесно да окей, завршил 2 сати готово утакмица, после тоа продолжувам со тоа што треба да правам. Мислам, веќе сите треба да знаеме дека во врска со нашето живење и постоење треба да градиме средина околу нас и да зрачиме со таква средина дека сакаме убавина. No. Неќеме притисоци, знаеш, човекот треба да си даде самиот како една рефлексија, една слика кон другите луѓе што сака. И затоа викаат вака, човек кој што е со добро ментално здравје може само да биде човек кој што со благи работи, со на некој начин со милост и добрина ги решава работи. Никогаш нагло, никогаш лошо и така натаму. Затоа се тие две страни на менталното здравје, кога имаме Джекил и Хајд, знаете тоа, поделена сфера, значи еднаш ка си едно, друг пат си друго. Не, ти мораш да бидеш една личност која што ќе е смирена и која што ќе рефлектира слика од себе си на човек кој што со добро сака добро да ги реши работите. Да, докторе, можеме уште многу да збориме. Можеме, многу. Има што и мислам дека еве и кога ќе излезе книгата и кога може уште еднаш да направиме ова и да разговараме повеќе подетално да навлеземе во една од овие теми, мислам да ова е за почеток супер, бидејќи ако ништо друго дава некоја диагноза на се она што се случува. Даваме диагнози, даваме правец, што, како и кај да побараат помош. Значи, се што повеќе родителите молчат, тоа лошо прават за своето дете. Поубаво е сега да плачат на стартот и да го решаваат проблемот со мака и со сози, отколку кога детето веќе нема да може и џаби да плачат сите тоаш кога немаш да се реши тој проблем. За крај, имаме пракса овде да изиграме да игра, асоциација ја крстивме. Ќе кажеме еден збор, без разлика тоа дали ќе биде чувство, не знам, што е да и ќе ми кажеш што прво ти паѓа на памет. Добро. И ќе почнеме од среќа. Деца. Така. Смрт. Дошта. Берекет. Есен. Така. Спорт. Радост. И за крај ментално здравје. Убавина. Последно е прашањето кој што ти ќе даеш до оние што не слушаат. Било што можеш да ги прашаш, така што повели. Моето прашање е дали си знаат кои ќе се погледнат во огледало кој се, што се, зашто се, што прават и што ќе треба да прават. Фала ти уште на за гостувањето, па ние сега ќе се видиме овој викенд на утакмица, ама и уште еднаш да се вака да зборуваме. Јас ќе кажам уште нешто за крај. Благодарам, на вакви емисии треба да има многу повеќе. Родителите кои што го имаат овој, да кажеме, тежок пат што го поминуваат, треба да им се олесни тој пат, тоа патување. Сепак има и причина зашто се случило сето тоа, но не постои нерешлив проблем. Затоа зашто ако меѓусебно имаме слога, ќе можеме се да решиме. Се за децата. Тоа е она што треба да го правиме.